Ви посакувам топло добре дојде фреквенција телевизија 21, а точно е 13 часот и некои си 50 и колку? И 50 минути, замислете. Доцнеме некои 20 минути, доволно за да се подготвиме, веќе гледате и мојата Facebook фан страна, то така се вика. Го гледате мојот Facebook профил, односно, токму таму може да ми пишете, да си читкаме или читкаме и да се читаме. И ви благодарам што секогаш сте заедно со нас. Знаете како, изминатава недела помина бурно, бев доста уморен до вчера, а веќе денес некако подруго се чувствувам. Сега се прашувате сите зошто. Ќе ги земувам од режија, да го повториме оној твит кој го повторивме и вчера, поврзан со Урбантак, и да го добиеме директно во етерот, чим биде подготвен. Иствитан од една од, за мене, милион пати сум го повторил тоа, не знам колку ги следала емисиите на Урбантак, твитерџиката Трпана, а кој стои позади тој никнейм ќе да знаеме денес. Што иствита Трпана? Дали можеме да видиме или ќе почекаме? Ќе почекаме, не е проблем. Иствита еден добар коментар за мене, каде што всушност, ајде да го видиме. Трпана вели вака: ова Урбантак е све освен узбана емисија. Нека поработи момчето малку на шегите и сарказмот и секако го знае што е тоа. Што е тоа? Сарказам не знам што е. Хумор не знам што е. Страшно делувам на мојата публика со оглед на тоа дека никогаш не читам и не знам како делувам на вас. Ги отварам и телефонските броеви, а денешната тема нема да биде слободна тема, туку ќе биде поврзана заедно со мене. Како делувам јас на вас, а? Ако, пример, сакате да исклучиме на дейт, слободно евете ме се. Ќе ви го дадат бројот од режија, не е проблем. А денес разговараме со Трпана и топло добре дојде за тебе во Урбантак. Ти благодарам што ја прифати покана. Благодарам. Исто ли е на телевизор и тука? Па не. Многу е поразлично. Поразлично, да. Како делува, еве, вака, твитерџика кога се наоѓа во студио, например, ова е сосема друга територија, ова е медиумска територија, реално кажано. Па кога твиташ на Твитер, исто твиташ јавно, бидејќи нели сега, еве, ги читаме твитовите и на телевизија, ги има на Камај, ги има на повеќе страни. Грит МК, тај МК, ваму, таму. Вие твитерџите изгледа дека најдобро може да изградите, најлесно градите кариера. Кариера. Па, не знам дали е кариера, Твитер, како Твитер... Како го дефинираш? Твитер е социјална мрежа за забава. Сепак Твитер е место како Фејсбук, само информациите стигаат многу побрзо и, например, се твита, се пишува, нели? Така. За ситуацијата сега што се случува, дали е политика, нели тоа многу пати го има, било што друго. Еве, случајно идовме на твит, нели? Каде што го имаш, каде што го читаше ти мојот твит и јас одма искоментирав за тоа, значи од 20 чека нешто да има, за да се поводи коментира, да. Реакција. Наталија, она што мене никогаш не ми било јасно, добро ти велиш, еве на Твитер не се гради кариера, но од друга страна јас мислам дека на Твитер се гради кариера. И сега сигурно ќе се запрашаш зошто. Бидејќи денеска немаме интелектуалци, интелектуалците не седат на интернет и куцаат статуси. Па најверојатно таму можеш да видиш кој интелектуалец кој размислува како секој трет во земјава, или грешам? Па, има, не знам како да го дефинирам, не знам дали има интелектуалци, да, значи не знам како да го кажам тоа. Мислам дека сепак малце ти треба некој повисоко ниво за да можеш да напишеш нешто што сакаш. Не знам како се чувствуваш во првите моменти кога имаше само по 3 следачи, 4 следачи, 5 следачи? Што ќе биде или нема те биде? Прво на почеток. Ќе читат повише или нема? Зашто сите се борат за читаност на крајот? Да. Па реално кога имаш 3-4 следачи, прво и се плашиш што да напишеш, пошто одма ќе се најде некој, ќе ти се нафрли, ти си со малце следачи, ти вака, ти така, ти не. Обично така и да тие работи. Ама па од друга страна си пишуваш тоа што си мислиш. Секако. Се изразуваш само немаш слободно. ретвити, немаш фејвови и тоа е тоа. Можеш ли да се, еве, пример на Твитер, ако имаш моментот што се изразуваш слободно, можеш ли секојдневно да се изразиш слободно или тоа е магијата на Твитер? Мислам дека тоа е магијата на Твитер, на Фејсбук не можеш толку слободно, сепак имаш тука роднини, имаш пријатели, професори од факултет, асистенти, значи сите ти го читаат тоа и сепак нели треба малце да имаш некој баланс да направиш таму, баланс, за да не навредиш никого. Нормално. А на Твитер си анонимен е многу полесно да го... Тоа е моментот. Да се изразиш, да си кажеш. Во последно време, еве, пример, јас сум почестен што ти си тука и веќе знаеме која е Трпана и не коментирам јас секој ден за Трпана, а да не знам која е Трпана, туку и јас знам и онаа другата страна на Трпана, да кажам. Да. Дали мислиш дека
можете вака исто слободно да се изразувате во секојдневието, да си кажеш, абе, оваа политичка опција е скапана, оваа е добра, овој што збори таму за мултиетничност или не знам ти нешто трето. Зашто економијата не е брзо растечка или не растечка, зависно од што студираш. Може ли така да коментираш секојдневно и дали мислиш дека ќе имаш последици или ќе немаш? Ќе имаш последици, секако дека ќе имаш, значи можеш тоа да го коментираш веројатно со поблиски луѓе, не можеш да го коментираш секаде. Например, на факултет не би можело да го искоментирам тоа, да му кажам на професорот, ајбе ти, слушај што би кажеш, оценкава. Да, ама на Твитер ќе седнам и ќе напишам, овој професоров денес, а вака, така, онака. И тоа е... Никовите. Пример, твојот ник Трпана доаѓа од твоето презиме Трпковска. Да. Добро, дали мислиш дека Трпана од друга страна ја врзуваме, односно најчесто во општеството се врзува како личност која некоја излезена од некое село, па не знам, поима си нема од ништо во животот, па еве сака нешто да направи. Така те врзуваат и тебе? Прво, што мислиш, што им доаѓа на луѓе кога прв пат тебе те читаат? Читаат Трпана, гори го читаат. Па прво мислам да имаат пишано еднаш до сега на српски што значало Трпана, еден српски твитерџа. Дека го потсетувало на трпање. Значи, нема врска, ќе го прекратам тоа. Друго дека е народно македонско име, нели Трпана. Трпана. И со за тоа имам разговарано. А Дали мислиш дека треба да си го промениш твоето вистинско име, место Наталија да се викаш Трпан и да направиш нова каштарка и да се Не, никогаш, не. Тоа нека си остане на Твитер. Колку само добро звучи. Трпковска Трпана. Не. Јас се извинувам ако навредам некоја Трпана, ама не би си го променила името. Добро. Не знам колку време имаме, дали имаме време да читаме статуси од Твитер, имаме. Ајде прво џингл да се оградиме од се живо и диво што кружи низ социјалната мрежа каде што е нашата Наталија. Ставовите изразени во рубриката на Твитер се твиташе. Не се официјални ставови на Урбан таки телевизија 21 и од истите се оградуваме. Но ви ги носиме 10 најдобри за денес. 10 најдобри за денес, а се прашуваме и двајцата кој е првиот. МТ Персона, еден од честите кои се наоѓаат на Grid Time MK, додека писмените бараат правописни грешки, неписмените се изнаживеа. 73 ретви, 195 лајкови. Кој е твојот коментар, Наталија? Мислам дека е многу точно напишано и убаво, додека нели паметните се трудат да направат нешто во животот, неписмените или така, како да го кажам, си тераат свој живот и не се замараат со ништо. Така да го речам. Додека ти размислуваш 500 пати што како да направиш, да напишеш или било што, они си тераат работа. Ајде да го видиме и следниот. Видиме што вели следниот твитерчија. Ема, гладна сум, а Инџио баба. 63 резви, 230 лајкови. А Инџир мама, писмата. Например. Океј. Да, таа е композицијата, добар, мислам мене ми се допаѓа како твит. Ајде следниот веднаш. Сакаш наместо празнина во себе, да чувствуваш исполнет, за тогаш не превземај акцин кон надвор за да смениш нешто што е внатре во тебе. 60 ретвиц, 99 лајкови. Овде слободно можам да кажам ке те паса бре. Што ти е побогом? Пример, мојот сарказам е ваков малку лош, мене твитов не ми се допаѓа и зашто глумиш филозоф на Твитер побогом. Нели? Да, малце по-филозофски. Мене, пример, ова не ми се допаѓа. Океј. Не би го искоментирала. Ајде, ти следниот можеш да го прочиташ. 73 годишен дедо вежба во тератана. Кој е твојот изговор? Немам уште 73 години. Добро, ти дали идеш во тератана или не идеш? Ајде нешто од Не приватниот идам. живот да чепнем. Сега за сега не идам. Зошто? Имав интересна ситуација, почав да идам во тератана и се повредив на статичен точак. Имав проблем со коленото и морав. Ова не беше нешто за пофалба, искрено ти кажам, ама ти си знаеш најдобро. И морав да одмарам. Добро, следен. Александар го имаме. Сине, ладно е. Кај ќе ми одиш така наоблечен? На живци ќе ти одам, мамо. 25 ретвиц, 84 лајкови. Наталија? Скрос окей твит. Мајка увек пред врата, пред да излезеш. Ладно е, облечи се повеќе ова она. На живци.
Значи, дечки мои, ако се облекувате, не знаете каде да идете, одете на живци кај вашите родители. Па добро, тоа го правите онака цел живот. Посебно им идете на живци кои ќе им побарате 100 динари за кафе. Сигурен сум. Следен. Ана Ресана, твојата пријателка, Не, конкурентка. Не се знаеме си уште. Конкурентка, Да. ајде така нека би. А многу ја сакам. Девојко, може бројот, прво се увери се 61 подпис. Ова го коментиравме пред самиот почеток. Почеток, да. На така е. емисијата. Сега и тука се надовршува прашањето зашто се повеќе и повеќе коментирате за политика, што би се случило? Ќе ви изгубиме ли вас во политичките води? Па веќе е изгубен Твитер во политичките води, ама па и само тоа не се случува во држава, веројатно, политика. Еве и Урбан так не се И Урбан случува, так. например. Ама во принцип само за тоа се зборува, кај да Така. пуштиш тој да отвориш тој да читаш. Ајде, нема веќе твитови, нема ни време повеќе за твитови. Наталија, гледам, не ја милуваш политиката. Ја милувам. Да? Е па да Ама ги не чуеме милувам. најновите флеш вести во 14 часот заедно со нашиот уредник на денот Един Растодир. Јас сум Дадар. Јас сум Каролина Гочева. Да, јас сум DJ Shorty PK Панчо ДНК. Јас сум Илена Ристовска. Јас сум Јуро Джамбазов, а вие гледате емисијата Урбан Так на телевизија 21. А ние се дружиме до 15 часот и Твитерот не е прва и последна тема, туку ќе биде само прва која ќе зачнеме сега да го почнеме денешното издание на Урбан Так. Вие кои не следевте или можеби подоцна се вклучивте на фреквенцијата на телевизија 21, денес разговараме со Наталија Трпковска, ака Трпана. Сега ќе го анализираме твитот кој ти го искоментира за Урбан Так. Дали може? Може. Се согласуваме. Ајде твитот да го добиеме веднаш на бекграунд. Тука е, над веднаш позади тебе. Ова Урбан Так е све освен урбана емисија. Прва реченица. Да. Урбан Так, У и Т, да знаеш, големи С, све со ето има апостроф одгоре, односно акцентирано. Така. Сега, урбана емисија. Зошто мислиш дека Урбан Так? Што треба да се промени во Урбан Так еве како твој стручен совет? Што мислиш дека е премногу, што е премалку? Искрено од твоја страна бараме аргументација. Вака се ја го пишав твитов, само што ми пренесоа, нели? Така. Види, Не, види. Одма кажувам и да не разберат гледачите погрешно, ние не се напаѓаме едни меѓу други, туку се анализирам исто како што јас го анализирав. Некои си добри 300 емисии, твојот Твитер профил и твоите статуси, сега имаш можност ти да ни кажеш што све не чини кај нас. Реално. Не знам, мислам дека е окей, малце нема политика, тоа е окей. Така. Значи се забавуваме тука. Тоа е тоа. Значи урбано, треба да е урбано малце, значи се збори за нови теми, нешто што се случува ново цело време, е скрос окей. Ама мораше да се случи еден хейт мал, каде За да имаме што повеќе следачи. Дај си бокс, дај си бокс, дај си бокс. па секогаш иде така. Така. Дали би дошла некогаш ти во селјачка емисија? Ако не е урбана или автоматски префрламе, односно општеството и јас Селјачка. тоа така го сваќам. Веројатно не. Селјачка. Не. Например, не Значи, би била се. Дека сме урбани, Да, одма да се тоа е демонтира. окей. Добро. Нека поработи момчето малку на сарказмот, момчето во главната улога сум јас секако. Малку на шегите и сарказмот, секако ако знаеш што е тоа. Дали мислиш дека имам премногу испади? Не. Окей. Само кога ги читаме твитовите, некојаш, знаеш, ти си пишал нешто свое лично, и сега некој дојде ти го некој типац од коментира таму и и ти ти коментира. кажува. Мислам, тој на Твитер се случува, некој да здоа, бе, не збори вака, не ау, и тоа се случува нон-стоп. Така, што мислиш? Мораш да го искоментираш. Вака искрено, знам ли што е шега, што е сарказм? Мислам дека знаеш. Мислам дека сум научил овие изминати 2-3 дена. Да. Секако. Добро. Се лутите ли често кога има негативни коментари за вас, твитерчините? Не, па да отвориш на Камај да прочиташ коментари, значи под твитове што Ова пишуваат. моје во боза. Не, ова ова беше супер. Значи што пишуваат, па ти се обраќаат, си разговараат со Трпана, значи си со сликата си Така. разговараат. Ти ли ќе збориш, QT, вака, ти не знаеш. Јас те познав по тоа што фотографијата на твојот Твитер профил, кога се сретнавме доле кога требаше Да. да те пречекам, е иста со тоа како што си облечена сега, Сега. односно по шапката те препознав. намерно се Дали ова облегов може би така. твој карактеристичен стил на облекување? Да, шеширче. Да?
Така е. Најчесто шешир знаеш дека се носи кога е мрсна косата. Која е мрсна коса? Не ми е мрсна, ми е на сега у емисија сум дошла се бања вчера. Добро, Да извини. не мислат. Колку често твитерџиите се бањаат? Еве на пример. О, не знам. По цел Па ден има сте дома, доста луѓе. слободно време, значи треба да се бањаат често. Не треба да чекат празник, најверојатно. Веројатно не. Така. Наталија, веќе сме пред самиот крај на денешното гостување, нема да биде не прво, тоест е прво, ама нема да биде последно ветувам надеваме. за тоа. Што мислиш, како може на Твитер да се крене името на еден бренд? Како социјална мрежа, да се прошири таму. Со оглед дека политичките партии го владеат, мајко му стара. Го владеат, и тоа премногу. Спонзорет, ова, Со она, све. излегува ваму, излегува таму, па повише следачи имаат од мене. Имам некои 200 следачи, они имаат по 2000, 3000. Имаат, да. И се водат кампање Да. таму. Има и луѓе што ги поддржуваат нив и водат кампањи буквално цело време со нив, посебно за изборите, тоа беше неподносливо. А можеш да си го прошириш брендот или каде речам, не знам, златна книга, профилот, дали си го отворил Така. некогаш, значи тоа е буквално нешто што они цело време коментираат. Сега имаше последно од нив, демека вегетаријанец си, и златна книга не може да ти помогне. И тоа беше. Што значи, мислам, они ми се скрос окей како бренд, што се, нели, А вака самостојно, да речеме, герила маркетинг. герила маркетинг. Можам Сигурно ли ја можеш да пример тераш. да зборувам, еве да направам како се вели, група од твитерџи, на пример јас имам трпана некогаш едно кширџи, јас имам жена мајка краљица, Моџо и сите ве соберам и ви кажувам вие твитате се за мене, а јас вас ќе ве промовирам. Да, да. Па ја да си подигнам брендот на плюс. Да, да. О, Тоа од може да се Твитерот, служи. то. Не Значи- сега ќе те промовирам. Така, сега знаете зашто ја викнав. Падна рейтингот изминативе денови, викам ајде да го Да подкренеме. подкренеме. Ми беше навистина голема чест што беше моја гостинка, што ја прифати поканата, само докаже дека она што првично го докажа е дека твитерџиите не се кукавици, а посебно жените не се кукавици Како? и дека не се плашат од двобој или соочување еден на еден. Еден на еден. Така. Наталија, стварно ти благодарам што беше моја На гостинка. мене ми е мила. Во секое време, знаеш сега, и како се влегува и како се пристигна до кај нас, сама дојди си, не треба да те поканам повеќе. Така, окей, фала многу. Фала ти на тебе. Фала многу. Драги мои. Еј, да, поуште да одијам на шпица, што, да си отидам порано, спасете ме. Петок е by the way. И да, крај на работната недела. Вие дома уживајте, јас тука ќе ви зборам уште најмалце половина час. Само да најавам што ќе имаме следно, а следно ќе разговараме со представникот Визер маратонот кој ќе се одвива на 7 мај, а веднаш потоа имаме фантастичната, едната и единствена според мене Бојана Фабел. Но затоа, после рекламите.